Како се наближува изборната кампања за предвремените парламентарни избори, така ќе се засилува и обемот и ниво на лажни вести, вели Сефер Тахири, член на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите. Според него, изборната кампања постепено ќе станува се понаелектризирана, медиумите ќе бидат на мета на политичките партии, а јавноста ќе биде сведок на разни конструкции и манипулации на стварноста поради партиски мотиви. Бидејќи се искористуваат и други методи кои што не се својствени за демократијата, како што се оцрнувањето на противникот, стигматизацијата, како што реков, манипулацијата преку лажните вести, преку обидот да се стави политичкиот противник во спротивност со јавниот интерес. Искуствата од минатите изборни циклуси го покажуваат токму тоа, вели Марина Тунева, извршна директорка на Советот за етика во медиумите. Таа очекува наплив на пријави за неетичко и непрофесионално известување. Имаме бројни случаи и реакции кога станува збор за предизборна клима во државата. Имаме реакции како од јавноста, така и од медиуми, дека се пласираат манипулативни и лажни содржини кои што знаат понатаму да контаминираат јавноста. Можеби никогаш нема да може сето тоа да се спречи, меѓутоа барем може да се превенира. Поранешниот дописник од Москва Мирча Дамчевски очекува дека предизборната клима во државата може да ја искористат трети страни, особено официјална Москва, како што тоа било пред 2 години, кога во време на промените во земјава Руското министерство за надворешни работи застанало на страната на Никола Груевски. Да не заборавиме дека Русија мешање преку медиуми, значи не директно мешање, него преку медиуми и преку ставови искажани од нивното Министерство за надворешни работи. Русите знаат дека Македонија е наслаба на полето на меѓуетничките односи. Мене ме плаши тоа да не се постигне и по таков чекор, по такви потези, кои што би ги нарушили меѓуетничките односи во Македонија. Инаку до Советот на етика во медиумите во првите 2 месеци од оваа година се пристигнати 32 жалби за неетичко известување. Во текот на 2019 година тој број бил 83, од кои за 60 е утврдено дека е прекршен кодексот на новинарите и за кој е изречена морална санкција. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.